Добро вечер, почитувани гледачи, во последната емисија Под лупа за оваа година. Овој циклус ќе го завршам со еден мој многу драг колега и може би најзастапувано лице во дневникот на ТВМ во годинава што изминува. Добро вечер за Томе Џамтовски, потпарол на локалната самоуправа. Добро вечер и вам, добро вечер и на гледачите што ја гледаат емисијата Лупа. Господине Џамтовски, гласноговорник на локалната, речи си 4 години. Како е да се справувате со новинарите? Лесно или тешко, бидејќи вие сте новинар по вокација? Да. Ама сега од другава страна, малку да ги видиме како стојат работите. Па веројатно ако само вам ви зборувам, ќе знаете дека е лесно, бидејќи секогаш посебно со вас имам одлична комуникација, одлично разбирање во однос на тоа што е ваша потреба или интерес од работа на локалната самоуправа. Меѓутоа не е лесно секогаш. Значи како се справувам? Она што сум новинар по вокација и што по големиот дел од својот работен век сум поминал во пишаните електронските медиуми, веројатно ми помага да се не да се справам, туку да одговорам на предизвиците и на она што значи став на локалната самоуправа или она што значи представување на локалната самоуправа пред пошироката јавност, но и да се одговори, како што реков, на вашите поставени прашања, а сето тоа да има некоја пристојна целина од обете страни. Така. Сега за да имате вие релевантна информација која што нам ќе ни ја пласирате, мора да имате добра соработка со сите сектори во локалната, да добивате од нив информации за понатаму да бидат проследени во јавност. Како одат тие работи, со кој сектор ви е најтешко да соработувате? Во принцип, со сите вработени, посебно со раководителите на сектори и на оделенија, имам одлична комуникација и знаете, јас по природа сум поприлично екстровертна личност и на работите приоѓам секогаш помалу духовито или да речам лесно им приоѓам на работи. За било каков проблем да се работи, не знам, природно го носам. Што не значи несериозно. Не, природно го носам со себе таа духовитост, вака нескромно или да речам таа народска да се изразам насмеаност. Значи, и тоа може би ми помага и кога се во незавидна ситуација работите на оделени или на сектори за бараната информација, секогаш ми помага Џамто, почекај еден ден, ама не може еден ден и таа комуникација, да речам, таа моја природна дарба, ајде како да кажам, за комуникација со луѓето ми помага, значи да ги отворам некојаш вратите и кога има гужва, дали има колегиум, дали нешто се чека, можеби навистина се чека некакво решение, одлука во законски рок. Но секогаш наоѓам начин, мислам дека најголеми сведоци сте вие како медиум, да одговорам, можеби не во истиот момент, но мене не ми се случило, барем до сега не ми се случило повеќе од 2 дена чекање на некоја информација. Не ми се случило. Тоа зборува не само за мене, значи зборува и за прекрасната комуникација која имам со раководителите и на крајот на краишта и за нивната посветеност на работата. Јас овде можам слободно да го искажам мојот став дека оние луѓе кои работат во локалната самоуправа, а имаат раководни позиции, барем што се однесува до јавноста и до презентирање на она што го работи локалната самоуправа јавноста, секогаш имаат разбирање за она што јас го барам од нив. Сега во Охрид има доста медиуми, дали од пишувани, од радио, телевизиски медиуми, имаме и голем број портали, голем број колеги, значи, во нашата општина, секој со свој начин и стил на работа, некој може би така поагресивен, некој посуптилно ќе ги побара информациите, некогаш дали доаѓате во некаков сукоп со нив, па за потоа да се угладуваат работите. Затоа што ние бараме, вие може би не сте во можност во моментот, ние притискаме, вие треба да притискате на друга страна и некако сте меѓучеканоти на ковалната секогаш. Да, меѓутоа и за тоа имам мислам соодветен одговор. Рековте меѓучекани на ковалната. Јас не се чувствувам така, се чувствувам како одговорен професионалец кој пред се локалната самоуправа, значи како орган на локална самоуправа и сите тие таму раководители, нивна голема детерминанта е јавноста. Значи тие не работат ниту во некаква лабораторија,
ниту во некаков научен институт. Работа со парите од на граѓаните, значи со нашите пари, меѓу кои и јас, нели? И најголема детерминанта на органите на управување, дали е тоа локална управа, дали е тоа министерство, е јавноста. Значи, сакали или не, тие мора секогаш да бидат подготвени да одговорат на јавноста. Колку се свесни за тоа? Сега, Затоа што јас многу мислам дека пати тие се свесни. или може би вие им предочите. Меѓутоа поентата на вашето прашање во однос на мојата соработка со новинарите. Па добро, и вие знаете дека не еднушка сме биле во судир, мислам. Тоа е сосем нормални дел од работата, бидејќи јас кога сум работел новинарство, знам дека токму сега и веднаш, нели, има и медиуми кои како слоган им е информацијата сега или веднаш. Меѓутоа, во практика тоа не може да се спроведе секогаш така. Значи да, има судири, различни сте вие. Јас морам да речам новинарите, бидејќи не работам сега како новинар, а од друга страна многу често ми да речам да ве наречам колеги, бидејќи се уште пак се чувствувам како новинар. Да, сите сме ние различни, добро рековте, некои се посуптилни, некои се погруби, некои се понестрпливи. Меѓутоа, јас мислам дека имам изгледен однос со сите колеги, коректен, професионален однос. Да, понекогаш има искришења, не се тие, како што рековте, судири, не се судири, повеќе се искришења, меѓутоа, пак велам во интерес на јавноста, некогаш јас повеќе можеби ќе вложам напор, некогаш вие можеби ќе имате повеќе трпение, но она што е од интерес на јавноста да биде пласирано како информација, секогаш го наоѓа правиот пат и секогаш доаѓа на време. Барем така јас мислам. Ви велат ли некој од колегите, абе Џамто, кога беше и ти новинар вака, значи реагираше и бараше информација, сега види, значи сега си од другата страна, па види сега ни правиш некакви саботажи. Да, го има тоа често, меѓутоа јас на тоа имам многу едноставен одговор. Велам, кога јас работев новинарство, понекогаш ми беше добро ако не ми дадат некоја информација. Значи, во новинарски израз кој не мора да биде само информација, не мора да биде вест, може да биде освет, може да биде коментар, и тогаш подобре на органите на локалната самоуправа или било кој друг орган да има став и да излезат со информација за одредено прашање, отколку тоа да биде скриено или не одговорено на време. Затоа велам, јас секогаш имам одговор дека кога јас работев во новинарство, подобро беше, некогаш ми беше подобро и да не ми дадат информација. Ке имаше тука просто, значи, за некакво истражувачко новинарство, за некаков осврт, пооштар коментар. Меѓутоа, и работите во новинарство се мена, така да и таа работа пак некако се изгладува. Мислам дека нема никаков проблем тука. Ве допираат ли лично коментари или изјави од типот, значи, сега професионални изјави, ако во некој прилог или во некој текст стои дека цел ден го баравме потпаролот на локалната, но тој не се одважи да ни одговори и не добивме став. Значи, каде сте, што работите? Да, морам да видам искрен. Значи, порано повеќе тоа ме допираше, онака, некоја суета работеше. Веројатно со годините сега се помалу ме допираат таквите коментари или таквите забелешки, бидејќи знам дека новинарството е многу жива материја. Значи, да, останува запишано, меѓутоа, кога се работи па посебно за вести и за дневни настани, подотока на дневник, тогаш знам дека можеби нетрпението, можеби потребата за таквата информација во тој момент го направил тој новинар да даде таква забелешка или таков коментар, и велам со годините станувам поотпорен на таа работа, односно ги разбирам новинарите, моите колеги, ги разбирам дека можат да бидат така да изреагираат можеби побурно, но не ме погодува, искрено не ме погодува. Порано можеби повеќе, сега научив дека и тоа е дел од работата. Знаете што, многу пати... Меѓутоа морам да кажам дека рековте не се одважи, досега не ми се случило да не се одважам да дадам некоја информација, а ми се случило да не ме добијат колегите новинари. Дали сум бил, не знам, болен, дали сум бил Скопје, не сум можел во моментот. Еве, една банална причина ќе ви кажам. Повеќе пати ќе ми звонат колегите, имам два телефони, приватни и службен, два телефонски броеви.
Ќе ги оставам телефонски апарати на биро, а јас ќе одидам во некоја канцеларија, па ќе одидам во трета и тие ме бара вика 5 пати те бара. Па знам добро. за тој случај, Значи, да. Па потоа ве бараме по мислам, другите колеги. Баналија, меѓутоа и тоа се случува. Кои што се заедно со вас во канцеларија ќе ве пронајдеме некаде, низ ходниците на локалната. Многу пати се случува да вас граѓаните ве гледаат како Томе Џамтовски, а не како представник на локалната самоуправа. Значи како личност. И кога давате изјави во име на локалната самоуправа, тие мислат дека Томе Џамтовски тоа го изјавува. И си велат што зборува Џамтовски, Џамто како што ве знаат во Охрид, што зборува, значи можеби нешто е поинаку во нивната перцепција, а вие го кажувате поинаку во вашата изјава. Видете, значи позицијата не е никаква функција, туку е позиција работа. Позиција, да. Позицијата на портпарол подразбира она што е став на локалната самоуправа, она што е работа на локалната самоуправа, она што е потреба на локалната самоуправа да се информира јавноста, е една работа. Значи јас како Томе Џамтовски, можеби со многу работи, за многу работи имам поинаков став или не се согласувам. И јас разбирам таа персонификација, тоа е нормално. Значи луѓето дури на улица и во продавница или во било која институција ќе ме видат и значи а знаеш ти тоа што го кажа тогаш, ама јас го кажа како Томе Џамтовски портпарол на општина Охрид. Значи тоа не значи дека навистина мислам така понекогаш. Иако би било идеално, но не може така да биде. Она што е мој став да кореспондира секогаш и со ставот на локалната самоуправа и со она што го работи локалната самоуправа. Меѓутоа викам тоа е идеален случај, а идеални работи за жал не постојат. Така да тоа е можеби поголем проблем, значи личен мој проблем. Ми се случило, ајде да не кажам непријатни ситуации, меѓутоа малку незгодни ситуации. Значи во мојот приватен живот ми се случило да ме застануваат луѓе и ете така, да изреагира на, можеби несоодветно, нема да речам грубо, меѓутоа несоодветно, во смисла, а знаеш, ама ти така кажи, започнува некаква расправија, дебата. И сега како да им објаснам дека, можеби за некоја работа што ме прашува во моментот, можеби јас се согласувам со нив, меѓутоа, во крајна линија тоа е губење време, значи, не можете со секој граѓанин сега да се објаснувате што вие мислите за некоја работа, каков е вашиот став, како вие би направиле. Факт е дека она што јас го работам, морам, значи, прецизно, јасно и недвосмислено да го изнесам ставот на локалната самоуправа за работите и прашањата кои ги работи општина Охрид. Начинот на работа на ова локална самоуправа се сведе на, вашето подпаролско функционирање и некако раководителите на секторите остана настрана од јавниот живот и давањето на информации за јавност пред камера, бидејќи ние сме визуелен медиум, нам ни е потребна изјава пред камера и за тоа ќе зборуваме многу пати, спориме дали може текстуално или треба пред камера изјава. Порано имавме ситуации да се појавуваат пред камера и раководители на сектори. Кога зборувавме за урбанизам, значи раководителот на секторот за урбанизам, за сообраќај од тој сектор и така натамо. Сега се е сведено на вас. Значи некако сите информации треба да се... Тоа е начин на работа или така е полесно да функционираат? Јас мислам дека не е баш до крај толку таква ситуацијата. Па до сега не сме имали изјава од некој раководител од секторите. Да, меѓутоа пред некој ден за нешто што беше тоа беше прв пат од урбанизам, да. Значи ние бевме пријатно изненадени. Меѓутоа да, ќе одговорам. Зошто тоа не се практикува почесто? Со доаѓањето на новата локална самоуправа, јас мислам дека тоа е став или стратегија, да кажам, на градоначалникот и на тимот околу него. Работите од делокругот на работа на локалната самоуправа, на општина Охрид, најчесто да ги изнесувам јас во јавноста. И не гледам ништо лошо во тоа, пак ќе кажам дека значи се случува за одредени работи, тука не смееме да забраваме дека градоначалникот можеби повеќе присутствува во медиумите. Значи тој како градоначалник многу често е присутен, многу често за, да речем, условно поважни теми, позначајни теми, поголеми брифинзи, значи
Јавноста знае дека градоначалникот Бакрачевски е присутен во јавноста. Најчесто градоначалникот е присутен во јавноста кога тој ќе оцени и процени дека треба да биде присутен, а некога ние бараме на наше барање. И можеби не во ред ние за секоја тема да го бараме градоначалникот, затоа си има пак ќе речам раководители, затоа сте вие потпарол. Така да ете на почетокот кажав, ајде да го припишеме тоа како стратегија на работа на оваа локална самоуправа и јас не гледам ништо лошо во тоа, освен ајде малку да се пошегувам што мене ми е понапорно, понекогаш сам си велам дека и премногу често сум во медиумите, меѓутоа не ми представува мене тешкотија, а објаснувањето зошто е тоа така, значи држи вода дека така е одлучено, таква е стратегијата на овој тим кој сега раководи со локалната самоуправа и најважно се значи дали таквата стратегија е успешна, односно дава резултати, односно дали во крајна линија она што е моја работа, она што е функција на секторот за поддршка на началникот, односно одделението за односи со јавност, дали исполнуваме таа функција. Јас мислам дека досега добро работиме. Прашањето ви е легитимно, меѓутоа ете, некаде во некој други локални. Знаете зошто еве од нашата страна сега, од нашиот агол, малку еве да ги внесам гледачите што се случува во еден наш работен ден. Ние сме неколку колеги новинари во Деск и денес работиме различни теми. Јас можеби работам некоја тема од областа на туризмот, мојата колешка од областа на сообраќај, третата колешка од областа на образование. Ние сме регионален медиум, но најмногу не тангира општина Охрид, значи локално тука делуваме. И се сведува повторно на едно лице, на Томе Џамтовски. Значи, сите ние три треба да земеме изјава од вас, за да можеме да ги изработиме темите. И кога ќе го гледа некој дневникот на ТВМ, ќе речат, па денес само Томе го снимале. Да. Се извинувам, настинки такво е времето. Да. Ајде сега, да не добијат погрешна представа гледачите дека само мене ме снимате или дека се сведува на мене. Меѓутоа можете да замислите како ми е мене во таквите денови. Кога, да речеме, од вашиот медиум, вие и уште двајца ваши колеги или две ваши колешки ќе ми седат на различни теми. Тогаш мене ми е најтешко. Меѓутоа, добро, како телевизија можеби е поинтересно за граѓаните. Јас се согласувам, ако ви е тоа интенцијата, се согласувам дека повеќе различни лица го прават и медиумот поинтересен. Меѓутоа пак ќе се вратиме на нас. Значи, ете, така одлучува и тим, така одлучува локална самоуправа, дека јас треба најголем дел да ги изнесувам работите во јавност. Пак ќе речам, мислам дека тоа добро го правам. Досега немало забелешка за моето работење. Се надевам дека така ќе остане до крајот на мандатот од ова раководство. А сега вие како новинари и како медиуми треба да се потрудите, не знам кој начин да го најдете, не дека јас не ги охрабрувам. Да ви кажам искрено, сите начини ги имаме пробано. Не дека јас не ги охрабрувам моите колеги од општина Охрид да излезат, значи се случува, како што беше сега, нели како што рековме од секторот за урбанизам колешката Лилија Јоновска. Понекога знае и раководителот на секторот за урбанизам Бранко Варнадовски да излезе во медиуми. Секретарот е присутен поприлично често во медиумите. А она што пак на почетокот од прашањето со кого ми е најтешко, кажав дека ми е со сите поприлично лесно, ама ако веќе издувам и сега ме прашувате кои луѓе најмалку сакаат да излегуваат во јавност, значи најмалу имам успех да ги убедам колегите кои работат во Општинскиот инспекторат. Значи да се работи за нешто што е најлесно да се каже, да се работи за две реченици, тие ќе речат не, Томе те молам тоа ти во јавност, да не остане неодговорено и тоа прашање. Но јас знам, само гледачите не знаат, а јас знам и многу повеќе од тоа. Па добро, јас знам дека и со урбанизам вака малку потешко ви да работите. Можеби во догледно време или со новите локални избори, дали ќе ова раководство, дали ќе ново раководство, можеби тоа ќе се смени, па ќе имаат повеќе ликови во вашиот етер на вашата телевизија граѓаните на Охрид. Така. Добро, кој го заменува Томе Џамтовски кога не дај Боже е болен или кога има одмор или кога треба некаде да отпатува? Значи, да допрецизирам, задавање изјава пред камера.
Дали има Добро. такво лице? Кој го заменува? Кој? Има, нели, по систематизација ме заменува мој драг колега Симон Илиевски. Затоа што одма ни велат, то ме не е денесна работа и ако сакате во писмена форма ќе ви пратиме информација. Па јас повеќе пати сум рекол дека мене ми е полесно во писмена форма, не дека ми е потешко полесно, туку она што рековте, понекогаш и сам си велам себе си е доста на телевизија, но вие инсистирате како медиум, значи телевизија како медиум, јас се согласувам со вас дека не може во писмена форма, значи подобро е секоја со слика, а инаку дефинитивно по систематизација ме заменува Симон Илиевски и оние денови кога ќе видам оправдано или неоправдано одсутен, тога слободно ќе се обратите кај Симон Илиевски и верувам дека ќе биде во пресвет. Да, ни дава секогаш информации, ама не изјави. Какво ви е вака да го сублимираме, бидејќи уште малку останува од вашето потпаролство во локалната, какво ви е искуството? Дали се пронајдовте таму? И затоа што е суптилна работа и секој не би се нафатил. Знаете како, Лионела, уште кога учев новинарство, кога студирав новинарство, кога ги правев првите чекори, ќе се обидам нова да одговорам со една анегдота од големиот научник, преведувач и одличен политичар кој никогаш не дојде до врата на Македонското собрание, професор доктор Ѓорѓи Марјановиќ. Значи на почетокот од моето студирање на интердисциплинарните студии по новинарство во Скопје, во приватна атмосфера кај негов драг пријател. Јас со синот од неговиот драг пријател бевме другари, се дружевме, нели, млади студенти, и тој ни влезе во нашата соба каде што слушавме или музика или не знам, скриено пушевме цигари или не знам што. И здраво, тој е професор Марјановиќ е значи исклучително комуникативен човек. Не можете да го сопрете. И онака од врата вика: "Ти кој си, од каде си, што студираш новинарство?" Како одговара новинарот? Јас малку збунет. И она, знаете, новинарскиот порив, викам: "Па со вистината, веродостојноста." Не, како одговора новинарот? Каква одговорност има кон јавноста? Јас пак, ама да зборува вистината, ама тоа, вика, секој човек треба да го зборува. Ма кривично одговара. Значи, ова го памтам цел живот, ова се случило пред, можеби, 30 на години. И повеќе. Цел живот ќе го запамтам тоа. Рековте суптилно, ако сте одговорен, а јас бар така и новинарство го работев, како и сметам дека една од поблагородните функции, која за жал не е денес таква, меѓутоа сметам дека една од поблагородните функции затоа што работите со вистината, работите со факти и со вистината. И сега, ако така сум пристапил во она што ме детерминираше во животот како професионалист, пред се како новинар, така да овдека не дека најдов некоја тешкотија. Значи, секога се трудам, како што реков, прецизно, недвосмислено, да ги пренесам словите на локалната самоуправа, а најмногу тоа ми помога токму овој принцип. Значи, знаете како и големиот Блаже Конјовски кажал, изговорен збор, напишан збор, тоа е голема одговорност. Јас имам таков принцип и така пристапувам кон мојата работа и не чувствувам тешкотија, ниту некоја поголема суптилност тоа ми бара. Значи, едноставно, тако сум создаден и немам проблем. Значи се пронајдовте себе си и во ова. Па да. Да. А за што се имате поминато во вашиот професионален пат, ќе зборуваме во вториот дел на емисијата, малку ќе ве одмора. Да. Fish & Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите успеси и радости заедно со вас. Во исчекување на најлудата ноќ со Елена Велеска, пред новогодишни забави за само 500 денари со вкусна храна и 2 пијалоци по избор. Fish & Lounge Bar Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад на само неколку метри од езерото. Fish & Lounge Bar Лихнидос. Голема новогодишна акцијска продржба на алат во Кармен Бау центар Охрид. За секој купен електричен алат од артиклите на електромашинен или метабо, 15% попуст. За секој купен алат од артиклите на Мимон, Трехаут, Топекс, Графите или Верто,
попуст од 20 до 40%. Акцијата трае до 31 декември. Кармен Бау Центар. Производите од повардарија и вино Жупа со голем сезонски попуст за сите продавници и ресторани. Дистрибутер Алпојо Охрид. Со купено вино од богатиот асортиман на повардарија и вино Жупа добивате гратис оцет балсамико, сок лавита, овошно вино, сифон сода или вино 0,187 литри. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Ретевме зад камерите. Го продолжуваме нашиот разговор. Господинот Томе Џантовски, мој гостин, нам е големо задоволство, потпарол на локалната самоуправа и, како што реков, можеби едно од најзастапуваните лица во дневникот на ТВМ. Кажав ми зошто, затоа што... Да, по природа на нешто кои ги работа. Така, да. Тоа е, некако, како принцип се наметна на работа на локалната, сите информации да се пласираат преку вас. Некако го заокруживме ова што сега ви актуелно и што го работите, како потпарол, како гласноговорник на локалната самоуправа, но позади тоа стои многу багаж. Околу 30-на, 20 години, 28 години, значи официјално активно новинарство, ама... Студирав новинарство, работев во Македонско радио, без да бидам во етер, значи официјално, онака, тоаш млад и да се чувствуваш како некаква звезда е 88-89 во емисијата Младински канал или Младински екран. Не фаќајте ме за збор, знам дека се промени името. Тоа беше емисија која работеа студенти кои студираат на факултетот за новинарство, меѓу кои претпоставувам дека ќе се сетат повозрасните гледачи, Горан Величковски, сега со на емисија на Канал 5 Зевзек Манија, нели? Од таа генерација, неговата сопруга, Жаклина Величковска, да, Маја Петрушевска, која се работи во BBC во Лондон, Билјана Соколовска Ива, Роберт Поповски, значи, така, некоја екипа, убава генерација, да, значи, започнав тогаш, па после, во текот на летниот период и нешто повеќе од тоа во Радио Охрид, го основавме Супер Радио, работев дел
еден дел краток период работев во MCB радио на Борис Георгиевски кој го формира во Охрид во 94-та. Повторно во радио Охрид, дописник на вечер. Ајде сега се да набројам. Повторно во радио Охрид бев назначен како директор, дописник на Сител, на Фокус. Во тој период додека бев во радио Охрид бев соработник, дописник на македонска редакција на светскиот сервис на BBC, за да завршам со новинарството конечно во Сител, а потоа да бидам во локалната самоуправа на социјалност. Значи така еден се хронолошки ви набројав, можеби нешто пропуштим, можеби нешто измести во таа хронологија, меѓутоа тоа е тој мој професионален пат. И од сето тоа што ви има оставено најголем печато, каде најмногу се пронајдовте? Што би сакале да работите вака онака од срце и душа? Пропуштив, да кажам, а сега и тоа ќе го кажам, значи извесен период и тоа ми беше, сега не знам како луѓето ќе ме разберат, ако го спомнам Никола Младенов, филма луѓето ќе помислат дека некако додворување, и тоа периодот која пропуштив да кажам дека работев како дописник на Фокус во 2003-2004. Тој период според мене во она што значи слободен новинарски израз, она што значи новинарско истражување, па ако сакате и целосен новинарски производ, секогаш имав повишена температура во вторник навечер, бидејќи требаше до среда сабајле да го предавам, она што требаше го предавам во печат, тоа најдобро го знае Јадранка Костова. Значи, тој период ми беше во смисла на работење новинарство и да направиш новинарски производ ми беше вака можеби најтежок, но и тоа во исто време и најисполнувачки, така. Значи, најисполнителен период од моето работење во новинарството. И иако морам да кажам, луѓето често мислат дека имав неколку наслови, значи имав десетици, мислам, наслови во Фокус, на насловната страница, што вака нескромно ќе звучи, меѓутоа за мене тоа значи, верувам и денеска значи, ако вие во начитаниот, во тоа време начитаниот неделник Политички неделник во Македонија имате од натрешноста на насловна страница, значи тоа зборува за вашето работење, нема да кажам убаво, не убаво, зборува за вашето работење, а многу мало луѓе знаат дека јас со Никола Младенов бев пријател, меѓутоа во животот не сме минале повеќе од 1 час. И тоа во 3 наврати. Значи, во моментот кога се договаравме под кои услови ќе работам за Фокус, испивме едно кафе, 20 на минути, уште еднушка се сретнавме, беше дојден во Охрид и уште еднушка во Скопје, значи 3 пати во животот. Иако велам ми е пријател, или јас го чувствувам за пријател, бидејќи знаете како, има една интересна работа, малку ќе избегам од тема, меѓутоа ќе се вратам пак на новинарството. Знаете како, тој не е меѓу нас повеќе и луѓето, пријателството, вистинското пријателство не е она што јас чувствувам за вас, туку како вие се чувствувате заради мене, значи кога сум јас во вашето присуство. Така да, јас многу малку се дружев со Никола Младенов, меѓутоа го читав Фокус, ги читав неговите работи, ги знаев неговите ставови, така не секогаш вие можете да имате блискост на некој човек за да чувствувате искрено пријателство. Па добро, не е само физичката блискост во прашање, туку и многу други работи ги спојуваат луѓето. Така да, мислам дека одговорив на прашањето, нели? Во тој период и морам да кажам дека беше предизвик да се работи за BBC тој период кога бев во Радио Охрид, бидејќи англичаните секогаш, нели, 2 страни, добро и 3 страни да има за било која тема, меѓутоа најмалу 2 страни, и се до тоа ќе ви дадат да имате 2 изјави, 3 изјави, тоа да го спакувате во 1 минута 45 секунди. Тоа беше вака навистина предизвик. Го знам тој производ, да, бидејќи ние работевме по таа шема долги години, да. Па и уште го практикуваме тоа. Инаку телевизијата е де факто, иако денес со појавата на интернет портали, јас се уште мислам дека телевизијата е најголема магија од сите медиуми и оној период кога работев за Сител, да, и тоа изискуваше напор, бидејќи тогаш немав ниту камерман, значи бев и камерман и новинар, значи сам ја држав ќе ја поставив камерата од една страна, јас стојам од друга страна со микрофонот. Беше така, изискуваше тоа напор, но велам, јас сум, знаете како, можеби не ги достигнав сите висини признанија во моето новинарско
работење во институционална смисла, меѓутоа знам дека за многу луѓе, конкретни луѓе за кои сум пишувал со поостар тон, со коментар поостар, во прв момент знали да ми се налутат, меѓутоа после тоа многу они доаѓали, ќе ми пружиле рака и кажеле дека сепак тоа било често од моја страна, значи никогаш сум немал некакви интенции нешто да заработам за себе, да истерам некои своји интереси и да најасам зло. Секогаш, како што реков на почетокот, се сеќавам на збороите професор Марјановиќ дека одговарам кривично, да не зборуваме за она што значи факти, вистина и морална одговорност. Така. Како го гледате сега новинарството? Веќе начнав и спомнавме дека е изменето, нели, со појава на нови технологии, нови медиуми. Меѓутоа, во суштина, веста е вест. Коментарот е коментар, репортажата е репортажа, нели, тие новинарски жови остануваат и понатака, иако знаете како, сега помалу ќе бидам, малку ќе ви влезам во збор. Не викаат седма сила и некогаш тоа не импонираше, значи седма сила на вистина. Да си седма сила во светот е нешто многу, но денес тие зборови ми се некако како излитена фраза. Па сега ќе речев со една критика кон новинарите. Не, дури сам не се бенисувам со оваа реченица критика кон новинарите, бидејќи ми се драги новинарите, реков тоа е благородна работа. Меѓутоа, ајде на забелешка, да не е критика, забелешка. Значи, во тој наплив на нова технологија, на нови медиуми, на таа материализација на се и се што, се изгуби личниот печат. Значи, вие не можете да работите новинарство и да бидете препознати ви како медиум и како новинар поединец, ако нема свој личен печат, свој белег тој новинарски производ. Денес, за жал, има новинари кои, ако земат микрофон во рака, ќе научат нешто и ќе научат нели од новинарство и мислат дека се новинари. Мислам, сега можеби грубо ќе звучам, ама за жал е така. Или ќе земат, не знам, ќе земат пенкал, ќе земат... може да биде новинар? За жал така е. За жал така е. А знаете како, во светот, да, секој може правник да биде новинар, може и економист да биде новинар. Меѓутоа, неверојатно, туку сигурно има трансформација, кај таа личност мора да има трансформација. Значи, знаете, ние имаме дури како досетки, нели, во секојдневниот живот како досетки имаме дека ние македонците сме мајстори за се. Значи, знаете како, ајде да бидам погруб, значи, ова го знаеш, нели, во секојдневниот, ова го знаеш, ма не сум го пробал, вика да го пробам, можеби го знам. Светов повеќе не функционира на принципите можеби или ќе научи. Светов прво учи, па потоа функционира. Ние за жал се уште викаме дека ќе научи. Треба да научи, па да одговори на тоа што ќе го работи. Така да новинарството денес, пак ќе речам, ги има, знаете како, нарушени се некои принципи кои важат во новинарството. Не знам, денес е модерно говор на омраза, или, мислам, што е тоа говор на омраза? Имаме дефинирано, знаеме што е говор на омраза? Па нема дефиниција, можеби конкретна, ама се знае што е говор на омраза. Друго сакам да ви кажам, има дефиниција. Издвоено е што е меѓутоа, во зависност како сме поделили и споделени сме по сите основи во општество, во зависност од тоа како се поделени, оној што зборува дека овој другиот зборува со говор на омраза, исто и тој зборува со говор на омраза. И сега, затоа викам, новинарство е навистина изместено. Мислам, меѓутоа пак ќе речам, секој ќе си одговара според тоа што изнесува во јавност, значи факти, вистина, морални начела и на крајот на кришта кривична одговорност. Мене воопшто не ми е проблем и новинарите кривично да одговараат. Оставете ви она слободен израз, ама слободен израз е една работа, а одговорност, ако изнесеш работи кои немаат врска со реалноста или не одговараат на фактите, знаете одна приказка за Хегел. Неговиот највиспред, најдобар студент, кога Хегел нешто зборувал,
ова мислам дека сум го прочитал во една од колумните на професор Маријановиќ и сум го запомнил и тоа. Не може повеќе да држи студентот, сега малку ќе глумам, па скокнал, па викнал професоре, ама што вие зборувате? И вика, а зошто вика, јас не очекувам од тебе вака да реагираш, како... Ама вика, тоа што вие го зборувате, ништо не одговара на фактите во реалноста. А Хегел му одговорил, тоа е уште по-лошо по реалноста. Ја разбирате поентата? Значи, ние не знаеме сега, реалноста се базира на факти, или ова што го пишуваате извртено... Ние ја правиме реалноста, или тие ја прават реалноста, значи кој се... Која прави реалноста и каква си ја правиме реалноста. Мислам дека не само технологијата и новиот начин на работа не влијае врз новинарството и врз нас, сите новинарите, туку и многу други општествени прилики, кои што ги споделија новинарите на едни, други, подобни, неподобни, пристрасни, непристрасни и така натаму. Знаете, нели и тоа спомнавме, 25 години градиме независна држава, градиме некој општество, се откажавме од еден систем, се откажавме или не од таа држава која ни беше заедничка, нели, Југославија. И сега, без разлика, значи, животот, мојот син има 25 години. Јас се уште викам дека е дете. Нормално, секогаш ке е дете за вас. Да, меѓутоа е млад човек, свој човек, не е дете. Сега, ако јас викам дека е дете, замислите сега некој од страна, некој кој има искуство со векови на државно уредување, што ќе помислат надмените британци за нас? Чекајте, уште имате да учите и демократија и да направите како што треба општество. Сакате да кажете дека за ни сме уште деца? Не сакам да кажам. Јас мислам дека меѓу редови тоа и не го кажуваат тие. Дури можам да тврдам дека тоа не го кажуваат. Онака априори ја тврдам, иако не сум присуствувал, не сум бил во некакви преговори или во некакви ситуации да бидам со дипломатите кои и други нели организации, представници на Европската унија или на британската амбасада, меѓутоа со голема доза на сигурност може да тврдам дека не кажуваат дека сме деца. Па ние самите покажуваме. Државата ни е навистина млада, но граѓаните имаме возрастни граѓани кои што живееја и во тој друг систем кој што наследиле од таму, значи не сме ние некакви сите генерално почетници. Да, значи, но имаме и некакви искуства од минатото. Да, но и позитивни кои што треба да се применуваат. Да, но во тој премин, во тоа граѓање на новата држава, ние имавме два примери која ако им ги собереш години кои ги имаат тогаш ќе биде нешто постојано како што сум јас сега. Па, добро, имаме и во други земји млади премиери, ама работите... Но државно уредување, да, на Марио Ренци може да ви мислите од Италија? Да. Да, меѓутоа државно уредување со колку години, со колку векови назад? Да не мудруваме. Сакам да кажам дека ја градиме оваа држава, исподелени сме по многу основи. Но требаше и треба да си ги задржиме основните принципи на новинарството, бидејќи сега конкретно за тоа зборуваме. Меѓутоа, видите вака. Значи, она што беше реалност, непристрасност, точност, навременост и така натаму. Кога имате еден систем кој го градите, кога најнуш некои нови вредности се наметнуваат, тоаш бидете сигурни дека она што сме го имале или сме имале по возрастни, конкретно за новинари, дека и тие ќе настрадаат. Знаете, јас повеќе пати сакам да кажам дека предпоставувам дека немаат да ме разбира погрешно гледачи. Предпоставувам дека меѓутоа ево ќе го кажам ова. Значи со цел легитимитет кој го имаат одредени пратеници. Не можеме да ги избркаме од парламент, а да речеме врни мислители, врни научници. Пак ќе го спомнам професор Маријановиќ. Мислам, го спомнам веќе по трет пат, на некој начин тој човек ми беше мој политички спиритус мојен во животот. Или еве професор Цуцуловски, кој никогаш не се декларирал ваму или таму. Тие никогаш, тие двајца сега ми текнува моментов. Или професорот Темков си изнапиша човекот, си четива си изнапиша за тоа што значи морал, етика, добро владење. Тие луѓе никогаш не стигна, не ги видовме тие луѓе да
да значат нешто, во смисла да значат нешто да одлучуваат. Во таа смисла и новинарите веројатно, можеби со вистински вредности се изгубија во ова што го градиме сега како ново општество, кое јас сепак сум убеден дека на крајот на краиштата ќе го изградиме, можеби не ние како генерација, но убеден сум едноставно мораме да го изградиме пристојно. Да имаме едно пристојно место за живење, како што се вели. На крајот сме на ова 2016 година и сите некако си правиме една ретроспектива, дали на личен план, професионален или воопшто, што се случувало во годинава што оставаме зад нас. Што вака вам ви остави впечаток во оваа година, позитивен, негативен, значи од било која област, еве од локалното живење, од културно поле, од спорт, образование, нешто вака што ви паѓа на памет, на личен план, како ви помина? Па да ви кажам, во последни денови од година и токму овие денови сега и на работно место имаме толку многу настани и се случува што во моментов можеби не можам да толку прецизно сега да направам ретроспектива на она што ми оставило печат. Синоќа бевме и на прослава на 10 години од порталот Охрид Ньюс на колегата Горан Момировски, тој имаше една убава ревија на настани. И да ви кажам искрено конкретно за Охрид, например, нешто што ми остави впечаток е младата професорка од Битола, Бековска, чинам дека се вика, која го преплива Охридското езеро на маратонот Свети Наум до Охрид, во призложба на незиниот сопруг, тренер, не знам, пријатели, само за да подигне свеста на битолче и на јавноста, Битола да има затворен базен. За мене, да речеме, навистина впечатливо. Да поминете повеќе од 10 часа во водите на Охридско езеро, а не сте професионален пливач, да тренирате, значи, сама тренирала неколку години се подготвувала за таа работа, навистина ми е подвиг и навистина ми остава впечаток. Стандардно за Охрид не може да не го спомнам Четкар, значи прекрасен, навистина прекрасен амбасадор. Пресегна се затоа што е одличен професионалист и голем уметник, затоа и ние амбасадор. Прекрасен, значи. Не знам, година, веројатно ќе се повторам со многу луѓе со она што ни е политички момент, кој трае повеќе од 2 години. Едноставно, не дека неам став, имам став и за таа работа. Ама генералниот став ми се прави мачнина од неумноста на нашите политичари и на нашите актери. Знаете, тоа што е умно е убаво. Тоа што е умно е и корисно. Ние не видовме ниту убави работи, ниту нешто корисно за нас. Воопшто зборувам, значи, сите граѓани. И затоа ведам, најкратката реченица е била неумноста на нашите политички актери во овие 2 години, и од едната, и од втората, и од третата, четврта, која сакате страна. Веројатно на секој нормален човек му создава мачнина она долга војна во Сирија, оние страутни гледки кои секојдневно ги гледаме што се случува таму. Предпоставувам дека на сите ни беше тешко во август месец кога се случи на несреќа со породниот дожд во Скопје, нели? Тоа се меѓутоа јас сум човек кој не дека ги заборава работите, не дека некој што му е тоа професија, па и вие како новинари кои ќе направите технологија, ќе ги изнесете и убавите и добрите работи, но се трудам секогаш од лошите работи да извлечам поука, да не се повторуваат, а секогаш сакам да се сеќавам на убавите работи. Затоа, нели, прво спомнав младата Бекова од Битола која го преплива Охридското езеро. Знаете како, јас работам како портпарол, не пишувам во јавно, значи не сум од оние луѓе кои ќе излезат и ќе напишат колумна. Колумната е, како што реков, личен печат. И сега, ако ставам личен печат, ќе има двојство. Не дека јас, не дека не ме чеша раката, како што викаат, за пишување и правење на новинарски производ. Меѓутоа, сметам дека ќе има двојство, сметам дека ќе бидам нефер кон себе пред се, бидејќи во колумната ќе треба да изнесам нешто што ќе се коси можеби со она што сега во моментов го работам. Па затоа и ве прашав колку е лесно или тешко да си портпарол. Но јас сум човек кој си прави своји бележења. Значи, компјутерот ми е полн од
стати, колумни и мои прибележувања на сите работи. Кој знае, можеби некогаш ќе излезе пак нешто во некаква пишана електронска форма. Значи, сега си работам онака, никој да не ме гледа, да кажам. Си работам за своја душа, си бележам, сето тоа си го редам во компјутер. И предпоставам дека и ако го разговаравме можеби во новата година, ако и мене ми легне да работи, предпоставам дека ќе направи поуба ретроспектива, но и ова се работи кои секојдневно вака не тормоза како граѓани. Дали ве погоди фактот што згасна едно од најстарите првото радио во Охрид, во Радио Охрид всушност, каде што поминавте еден добар дел од професионалниот живот? Да, неколку години. Факт е дека ме погоди. Меѓутоа јас ќе ве подсетам и вас и гледачите дека Радио Охрид почна по некоја надолна линија, ако тоа не изгледаше така. Но сите потајно се надевавме дека ќе воскресне, дека нешто ќе се случи. Почна по некоја надолна линија со цела почит кон оние кои го купија тогаш радиото, значи едни па други собственици. Значи почна во надолна линија дојде радиото уште во периодот 98-2002. Сенко Гечи па тогаш ти беше директор. Па да, бев директор и многу често кажувам дека почна во тој период дојде по надолна линија, бидејќи државата немаше слух тоа што беше тогаш законска регулатива да го спроведе докрај. Значи, согласно со сите тогашни постоечки општини, ако се сеќавате, општина Мешеишта, општина Дебрца, општина Косово, општина Охрид. Тогашна законска регулатива предвидуваше дека сите општини треба да дадат согласност за да се формира јавно предпријатие Радио Охрид. Јас се уште кога работев таму, кога извршував функцијата директор на радиото беше со ознака ОП, општествено предпријатие. Замисле во 2002 година. Велам, бидејќи системски таа работа не се реши, потоа пак системски се реши. Рекоа дека локалните самоуправи не можат да формираат, да бидат основачи на радиодифузери, ги приватизираа. Меѓутоа, факт дека згасна, е ова што досега го зборува. Значи, таа надолна линија почна во тој период и мене ми е, навистина, искрено ми е жал. Не затоа што работев таму. Туку и како дете ние растевме со онај прекрасен беше джингл со нашата Билја Платно беше, меѓутоа тоа беше некоја изvedба, мислам на македонскиот оркестар. Прекрасна, значи, изведба. Мене и за тоа ми е жал. Искрено ми е жал, значи, како бренд. Не дали јас сум бил таму, дали потоа бил Личе Стојановски или не знам кој веќе поминале низ Радио Охрид. Меѓутоа, како бренд, навистина жалосно, но пак ќе речем, тоа се должи на тоа што ние немавме системски одговор. Не само за Радио Охрид, и за сите други 29 локални радиостаници во Македонија. Знам дека Томе Џантовски е личност која што сака да се дружи. Так сакате друштво, забава, пријатели, имате доста пријатели. И многу често кога ќе дојдам кај вас во канцеларија, нешто работите на компјутер, ама при тоа си слушате и музика. Љубител сте на добра песна, си имате некои ваши селектирани. И бидејќи сега се ближат празници и сите размислуваме каде и како ќе ги поминеме, каде ќе стеве за новогодишните празници, дали некаде ќе запеете, бидејќи добро сте пееле, знам. Веќе неколку години за Нова година ќе одидам до Плоштад и потоа дали дома, дали кај некој поблизок пријател, значи новогодишна ноќ ја поминувам на Плоштад. Неколку години не чувствувам потреба да отидам во ресторан. Сакам одмор зимски, меѓутоа тоа да биде некако настрана неколку дена од Охрид. Така да Нова година ќе ја поминам со мојата драга сопруга, со некој близок пријател, дали тоа ќе биде во домашна атмосфера во мојот дом, дали тоа ќе биде во домашна атмосфера кај некој од пријателите, меѓутоа ќе бидам на Плоштад сигурно. Кој ќе не забавува веќе ќе ни откриете? Се разрешили веќе? Значи, енигмата. Значи неофицијално, а вака јавно. Добро. Ќе биде Ѓоко Тајански и Елена Велеска. 3 недели се бркаме за ова информација. Ѓоко Тајански и Елена Велеска. Значи, викам, неофицијално, а јавно. Сепак тоа, мислам дека ќе го каже и градоначалникот Бакранчевски. Мислам дека тие ќе бидат на
плошта, дека ќе има добра забава, дека ќе биде интересно за охриѓани. И така, што се однесува до Нова година, а што рековте за пењето, па веќе и дома почнува да се шегуваат моите синови. Ако некога сум пел, сега повеќе грчам. Значи, ако некога сум бил тенор, сега сум некој длабок баритон, да не речам бас. Така да, во младоста знаев да запеам и сега вика дека имам радиофоничен глас. Меѓутоа сега имам помалу кондиција или помалу снага. Имам лошата навика се уште да сум пушач. И се до тоа придонесува да вложам многу напор за да во некои интимни моменти со моите најблиски пријатели, дали тоа слава или именден, можам да отпеам, а не повеќе од 2 numeri. Значи, после тоа се засипнувам, кашлам и не можам повеќе од 2 numeri. Ви благодарам за гостувањето во Лупа. За прв пат ми сте гостин во емисијата и навистина не се ни сомневав дека ќе имаме добар разговор. И еве вака заокружувам оваа година. Посакувам добра соработка да имаме и понатаму. Ние ќе инсистираме, вие ќе наоѓате начини како да стигнете до информации, да ни ги пласирате нам, а ние на гледачите на нашата телевизија. Ви посакувам све најубаво во новата година, сите желби оние најмалите, најскриени да ви се исполнат, пред се многу здравје, љубов и среќа. Тоа е најважно. Ако може уште некој збор може, нели? Да. Последниот вашке. На почетокот и премногу, ајде да кажам, ме пофаливте така во однос на тоа што го работам или што сум го работел. Меѓутоа, јас најискрено морам да кажам дека, не знам дали сега јас ке ве пофалам вас, меѓутоа, повеќе луѓе ми рекоа, абе, знаете, Лионела е малу незгодна, таа знае и незгодни прашања да постави, а јас кажав дека не само што нема незгодни прашања, има незгодни одговори, туку кажав дека многу ми е тешко кога ќе сретнам неумни луѓе. А тоа е пак една парафраза, знаете, од Толстој. Сите срекни се места прилегаат еден на друг. Сите несрекни се приказка за себе. Јас имам една своја парафраза, викам, сите умни и паметни луѓе си прилегаат на себе. А сите неумни или непаметни луѓе се приказка за себе. Така да, и мене ми беше задоволство да гостувам во вашата емисија, да ви благодарам на желбите, да ви посакам јас, се најубаво новата година, исполнување на сите желби, а на граѓаните и на Охрид и на Република Македонија, да им посакам пред се мир и памет. Ништо друго. Само мир и памет. Сето другото знаеме да го сработиме. И уште една работа. Многу луѓе викаат дека Македонија има традиција со векови. Традиција можеби нема со векови, меѓутоа има историја со векови. Таа историја го научила овој народ да знае да се избори. Верувам дека во наредната година ќе бидеме попаметни, да се избориме со сето она што значи предизвик и да бидеме посреќни. Благодарам уште еднаш и на гледачите им посакувам се најубаво, убаво почитувани да си ги помините празниците. Се она што сакате да ви се исполни и се гледаме во новата година. До видување.